Добро, добар ден на сите. Ми представува чест и задоволство да го најавам третото всушност предавање кое што го имаме организирано во рамките на EuroCC проектот. Ова е серијал од неколку вебинари кои што ќе го имаме во рамките на EuroCC for CE проектот. Денеска гостин предавач ќе биде Горан Петковски, кој што ќе зборува за orchestration using Docker Swarm and API-based processes. Да должам премногу, Горан повели со презентација. Хвала, добро вечер на сите. Да. Значи најпрво би сакал да направиме краток повед за MPI, односно Message Passing Interface. Тоа моментално представува стандард за паралелизација на дистрибуирани системи, односно во сите модерни HPC системи, High Performance Computing системи, 80% користат MPI во позадина за паралелизација на податочните сетови. Тоа е првенствено наменето за комуникација меѓу процесите, особено за повеќе нодови. Значи, доколку имаме кластер со 100 физички нода, MPI ни нуди можност за паралелизација на процеси на различни физички нодови, на различен тип на процесори и на различни тип на архитектури. Истиот е language independent, односно значи дека може да се компилира за C, C++, Fortran и Python. Значи има одлична поддршка за овие програмски јазици. MPI значи не представува програмски јазик, односно нуди алатка за програмирање, за дефинирање на програми во останати програмски јазици. Како што напоменав, се користи претежно во High Performance Computing, односно сите модерни компјутерски сетови го користат како стандардна алатка. Најпрво кратка историја. Значи пред 1990 паралелното програмирање бараше да се дефинира посебни библиотеки кои што зависеа од архитектурата на кластер. Значи доколку имаме различни кластери, треба за секој различен кластер да се дефинира различни библиотеки. Тоа представува тешкотија за научната заедница, односно сите научни доколку има различен број на околини за различен тип на научни околини, тоа представува тешкотија за нивна колаборација. Почнувајќи од 1994 се дефинира MPI-1 стандардот, кој е фокусиран на така наречено point-to-point или колективна комуникација. Таа point-to-point комуникација значи дека одреден процес комуницира со друг процес и едниот го заклучува другиот, односно тој праќа наредба до другиот доколку сака тој да запишува во споделена меморија, односно да има колективна комуникација. Понатаму имаме MPI-3 стандард од 2012 година кој представува споделена меморија меѓу процесорите, односно од овој стандард веќе се користи така наречен систем на споделена меморија, каде различен тип на процеси може да користат истата меморија на различен тип на системи. Последен стандард е MPI-4, односно 2021 година, кој нуди подобра иницијализација на моделите, овозможува fault tolerance, односно доколку има одреден памнат нод, како да продолжи процесирањето на, односно како да се префрлат тасковите на други нодови. И ова е особено згодно за performance portability, односно портабилност на извршувањето на задачите. Понатаму, значи, овој веќе стандард се користи за exascale computing, нуди библиотеки за веќе exascale процесирање,
на сите модерни системи. Постојат повеќе имплементации, значи на MPI. Најпознат е OpenMPI, кој е open source. Потоа има MPitch, кој се базира на OpenMPI и нуди дополнителни библиотеки. Intel MPI, тој е веќе комерцијален производ кој се користи за, односно кој е патентиран од Intel и бара посебни лиценци, MVPitch и останати. Значи, овие сите го користат MPI стандардот, но се разликуваат во оптимизацијата на кодот, односно оптимизацијата на библиотеките за одредена архитектура. Зошто да се користи MPI? Значи, како што напоменавме, тој нуди стандардизација на библиотеките. Значи, програмерите треба својот код само да го преведат во повисок програмски јазик, C, C++, и понатаму MPI ќе нуди алатка како истиот код да се паралелизира на различни нодови. Тоа е развиен, значи, од голема околина, од голем број на поддржувачи, иако не представува, значи, официјален стандард е поддржан од поголем број на корисници, тој е портабилен, имплементиран за различни архитектури на меморија. Исто така брзината е, имплементацијата е оптимизирана за хардверот на кој што работи MPI. И функционалноста, односно првичната имплементација MPI-1 има повеќе од 100 дефинирани рутини. Тука, значи, може да видиме краток преглед како изгледа процесот на како ги разделува процесите MPI. Значи, тука имаме 6 различни процеси. Како што може да се види, првиот процес се процесира на CPU 0, на првиот нод. После на другиот процес се процесира на другиот процесор. Значи, овие два процеси се процесират на два различни процесори на првата машина. Исто така и натака истите другите се дистрибуират во зависност од како главниот мастер процес ги разделува овие worker процеси на различен број на машини. Како се, значи, кој е главниот концепт? Главниот концепт е дека секој процес се извршува независно, секој процес има уникатно ID, кој што му е додадено од страна на MPI-com главниот процес, односно мастер процесот, и преку истиот тие комуницират меѓу себе. Главниот MPI-com процес му доделува специфичен ранг, кој што понатаму се користи за, односно, тој гради дрво на распределба на ресурсите. Секој процес, кој ресурс ќе го зафати од која машина. Како комуницираат меѓу себе овие процеси? Значи, имаме point-to-point и collective communication. Point-to-point значи дека секој процес комуницира меѓу себе со помош на командите send и receive. Значи, доколку користи send, едниот процес му праќа на друг процес податок и тој чека одговор од тој што го пратат. А со помош на receive, тој го прима одговорот од процесот на кој што го пратат. Понатаму ќе видиме низ примери како изгледа. И collective има 4 типа: broadcast, scatter, getter и reduce. Broadcast значи дека мастер процесот праќа порака до сите процеси и сите процеси добиваат истиот тип на порака. Scatter ја разделува информацијата низ сите процеси на различен број на машини. Getter ја го прибира податокот од сите процеси и reduce се користи за
минимизација или максимизација на определен тип на низа на податоци. Тука накратко на сликата, значи broadcast, истиот тип на податок. На пример, од task 1 има податок 7, тој се распределува на сите процеси. Getter, значи мастер процесот ги прибира податоците од сите воркери. Scatter значи дека од сите процеси се односно таскот значи дека ги распределува сите процеси на различни воркери. All gather, слично како ке broadcast, сите процеси ги имаат сите податоци, и reduce се прави за, во овој случај, сумаризација на сите податоци од сите процеси во еден мастер процес. Тука може да се види дека овие процеси преку MPI комуникација комуницираат меѓу себе, односно ги споделуваат сите комуникацијски типови, дали е send, receive и други. Типови на паралелизација внатре во MPI има три главни типови: податочен паралелизам, task паралелизам и хибриден паралелизам. Податочен паралелизам значи дека податочното множество се разделува на сите процеси и ова податочно множество е достапно на низ е споделено низ целиот кластер и сите процеси можат да го прочитат. Task паралелизам значи дека различен тип на процеси извршуваат различен тип на таскови, независно од тоа кој податочно множество го користат. Значи во првиот случај тука имаме споделена меморија, а во вториот случај имаме дека секој процес користи сопствена меморија за извршување на задачите. Имаме хибриден паралелизам каде што ова е веќе понапреден тип на паралелизација, се користи MPI плюс OpenMPI, односно повеќе таскови на еден нод за определена задача, како што е прикажано и на оваа слика. Кои се use case, значи каде се користи MPI, се користат во различни модели, најчесто симулацијски, дали е временска прогноза, молекуларна динамика, астрофизичка симулација и други. Добро, одиме на вториот дел, тоа е односно делот со Docker. Зошто се користи контейнеризација? Тоа се користи заради се поголемиот број на комплексни побарување што го бара софтверот, дали тоа е библиотеки, околини и слично. Значи најчесто денешен проблем е проблемот со репродуктивност и портабилност на кодот. Значи главната придобивка е енкапсулација на специфичните верзии на библиотека за одреден софтвер. Значи доколку имаме софтвер кој што користи определена верзија на одреден пакет, истиот може да се искрира во контейнер, истиот понатаму да се користи на различен тип на околини. Се избегнува dependencies mismatch, значи доколку други програмери истиот код го дополнуваат, истиот доволно е само да се искрира во контейнери и понатаму да се користи. И
интеграција со Docker фајлови и Singularity, односно поддршка и за пуштање на HPC околина. Тука на сликата е даден пример како изгледа една околина, контейнеризирана околина. Значи ова ни е јадрото, односно апликацијата. Овие се библиотеките и бинарните датотеки кои што ги користи апликацијата и овие два компоненти се искреирани во одреден контейнер. Значи подолу, пониско ниво од овој контейнер е контейнер runtime. Дали се користи Docker, дали се користи Singularity или друга околина за деплојмент. Понатаму е оперативниот систем, односно оперативниот систем на машината и хардверските ресурси. Сега понатаму, значи, што представува Docker Swarm? Тоа е алатка за кластеризација и оркестрација на Docker контейнери, односно доколку имаме дефинирано контейнер како сервис, истиот може да го оркестрираме на повеќе машини, на повеќе нодови. Сите овие Docker хостови, односно Docker машини, се гледат како еден виртуелен хост на Docker Swarm. Со тоа се обезбедува најпрвен fault tolerance, односно доколку одреден нод испадне од кластерот, сервисите што се наоѓаат, односно тие контейнери, се реплицираат на други нодови. Поддржува сервис discovery, значи поддршка за сервиси, load balancing, балансирање на оптоварување на кластерот и скалирање на сервисите. Дизајниране првенствено за поеноставување и интеграција со Docker. Како се прави, значи како се креира еден Docker Swarm? Сетапот, односно подесувањето, најпрвен се инициализира со Docker Swarm init командата и секој од оваа команда генерира токен кој што сите воркери, сите клиенти кои што сакаат да се приклучат на Docker Swarm ја користат join командата за конектирање. Откако ќе се инициализира Docker Swarm, тој внатрешно поддржува load balancing, односно ги балансира сервисите според тоа колку максимум сервиси е дозволено да се реплицират на еден нод. Тоа понатаму ќе го видиме исто во примерот. Rolling updates, значи доколку има ажурирање на Docker контейнерот, доволно е само да се повлече новиот имидж и истиот ќе се реплицира на нисите нодови. Health monitoring, значи се мониторира дали нодовите се достапни, дали се живи и овозможува overlay networking за безбедна multi-host communication. Тоа значи доколку имаме интерфейс на мастер нодот, кај што сите се поврзуваат воркери, се овозможува сите воркери да се конектираат на една мрежа и сите членови на сформот да комуницираат низ таа посебна мрежа. Еве на кратко како изгледа Docker Swarm. Значи клиентот, односно корисникот се конектира на Docker CLI терминалот. Го имаме Docker Compose YAML. Docker Compose YAML ги дефинира сервисите кои што ќе се аплицираат на воркерите. На секој воркер се деплојуваат, се имплементираат Docker контейнерите и сите овие Docker контейнери комуницираат меѓу себе во рамките на Docker Swarm
кластерот. Како што може да се видим, значи може да има повеќе кластер менеджери во кои што припаѓаат овие воркери. Како се користат MPA апликациите во Docker Swarm? Најноставен пример е да се инстанцираат MPA контейнери како Docker Swarm сервиси, значи секој Docker контейнер ќе користи одредена MPA апликација и мастер нодот ќе ги оркестрира сите Docker контейнери, односно MPA процесите ќе ги дистрибуира низ сите Docker воркери. Се користи Docker Overlay Networks. Во нашиот случај имаме InfiniBand картичка за меѓусебна комуникација. Се користи host файл, значи откако ќе се инстанцира Docker Swarm, потребно овие воркери да имаат овозможено меѓусебна SSH комуникација, за да може понатаму MPA сервисот да ги пушти овие MPA процеси на машините. И значи како што рековме, може да изврши MPA exec програмата натрево меѓу овие сервиси во еден таск. Docker Swarm нуди унифициран простор и компјутерски околини. Тоа возможува за копирање или префрлање на контейнерите низ различни нодови, без потреба од реконфигурација на Docker контейнерите, скалирање на сервисите, значи зголемување на бројот на реплики од овие контейнери, и овие контейнери го користат истиот input-output за запишување во волумените. Овозможува репродуктивност и поедноставување на чекорите на деплој на контейнерите. Значи тука може да се види сите контейнери го споделуваат истиот заеднички файл storage и секој од овие реплики може да запишува во тој файл storage. Како се креира стекот? Значи најпрво треба да имаме креирано Docker файл кој што ќе ги содржи библиотеките и монтираните и волумените што ќе користат контейнерот. Откако ќе се заврши тој чекор, се билда, се гради имиџот. Тој имидж може да се регистрира на локален репозиториум или на Docker репозиториум, за понатаму Docker Swarm да го повлече тој имидж и да го деплојува на воркерите. Значи, како се прави? Ова е командата за инициализација на Swarm. Значи, Docker Swarm init, на која адреса? Ова е IP адреса на физичкиот нод и сите воркери ќе се конектираат на ова IP адреса. Како изгледа Docker Compose файлот? Значи, како изгледат овие сервиси кои што ќе се деплојуваат? Ова е името на имиџот. Constraints, значи ова значи дека овој имидж ќе се деплојува само на менеджерот и кој волумен ќе го користи за запишување на потоците. Понатаму овој имидж се деплојува на воркерите со две реплики или колку сакаме реплики на сервисите, и тој зависи од мастерот. Значи мора прво да се избилда, да се креира на мастерот, за да може после да се деплојува на останатите воркери. Вака изгледа командата, значи овој Docker Compose файл
со командата docker stack deploy се креира стекот, односно stack MPA името на стекот. Се најдобро да покажеме примери како изгледа. Значи за овој пример имаме креирано 3 нодови. Тоа се C/72, мислам дека се гледа така. Значи вака, ова не е мастер нодот од Docker Swarm. На мастер нодот како? Океј. Значи на мастер нодот го имаме следниот Docker файл. Во овој Docker файл се дефинирани сите библиотеки што ќе користи MPA програма. Тука се Python. Исто така, битна работа, секој контейнер треба да комуницира со другиот контейнер преку SSH. Заради тоа во image, односно во Docker файлот, ги генерираме клучевите кои што ќе комуницират. Истиот клуч ќе биде споделен меѓу сите нив. Добро, ова може да го используваме. Че stack MPI ќе се вика Docker image-от. Со оваа команда го трагираме. Значи имаме две опции да го деплојуваме на приватен или на Docker репозиторија. Добро. Така. Значи откако го имаме избилдано имиджот, следен чекор инициализација на Docker Swarm. На оваа машина имаме повеќе интерфейси. Таа што не е интересно е InfiniBand, односно на оваа IP адреса ќе се конектират сите ворки. Заради тоа тука ќе ставиме Docker Swarm init advertise ја генерира оваа линија код. Оваа линија код го генерира токенот кој што се користи за приклучување на Docker Swarm. И потребна е оваа команда да се изврши на другите два. Другите два нодови. Така, значи ова значи дека овој нод се приклучил на Swarm како ворки. И на другиот нод
Истата линија. Така, и овој нод се приклучи. Во мастер нодот со командата Docker node ls може да ги видиме сите три нодови што се приклучија на кластер. Сите имаат статус ready, сите имаат статус active. Така, сега прв чекор е инициализација на Docker stack, односно деплојување на сервисите. Во Docker Compose YAML имаме, значи во image го имаме дефинирано името на имиджот, што го креиравме сега. Build значи дека на секој од овие нодови имиджот ќе се билда од репозиториумот. Имаме constraint, значи ова значи дека овој ќе ни биде менеджер нод. И волуменот, ова е патеката на локалниот директориум, а ова е патеката на директориумот што ќе се монтира внатре во контейнерот. На worker нодовите го имаме истиот имидж, тој зависи од мастер нодот, значи мора прво имиджот да биде деплојуван на мастер нодот. Ќе имаме две реплики на сервисот и ограничување на секој нод може да има максимум по една реплика од имиджот. Добро, тука ќе оставиме 3, бидејќи имаме 3 нодови заедно со мастерот. Значи ова команда прави да, и на мастер нодот ќе го стави. Еден на мастер нодот и другите два на овие машини, CN06 и на CN27. Ова името значи на стекот. Така, и сега со командата Docker service ls може да видиме дали се реплицира сервисот. Ете, сега стана 3 од 3. Има уште една команда. Значи има со оваа команда може да видиме дали би се јавил одреден проблем при деплојување на сервисот. Тука може да се види дека моментално статусот е актив на CN27, CN06, CN72. Истите се running. Може да се види и со командата Docker +-a, односно листање на активните контейнери. Добро. Сега сакаме од мастер нодот да пуштиме MPA процеси на овие два различни воркери. За таа цел најпрво се најавуваме на мастер нодот. Со оваа команда треба да за да можеме да пуштиме паралелни MPA процеси треба да ги знаеме IP адресите на контейнерите. За таа цел со оваа команда првен ќе го видиме IP адресата што се креирала за мастер контейнерот. Таа треба да се запише во root machine файл. Со оваа команда ќе ги видиме за воркери. Да се запишува во machine файл. Сега тука има неколку примери. Сега овие мене ми се веќе избилдани MPA програми. Првата е може да ја извршиме, превидиме. Тука само тука ја ставив, да, првата не треба. Бидејќи првата не стави.
Значи ова го избришав бидејќи овде имаме два пати, една е за master worker и една е за worker. Значи едната е master контейнер, а другата е worker. Нас не требаат само за workeri. Добро. Сега со оваа команда може да ги видиме кои се имињата на контейнерите, односно hostname. Со оваа команда, значи ги читаме IP адресите од workerите и да. Треба. Сега во овој пример треба да се изврши оваа команда за да може овој споделениот фолдер да се скопира на сите, затоа што не е споделен. Е таков пример. Така, значи, првиот пример ни генерира 3 процеси кои што ќе се извршуваат на 3 различни машини. И како што може да видиме, сите имаат различен ранг. Првиот ранг значи дека се извршил на првиот worker, вториот на master workerот, иако имал понизок ранг. Редоследот на пораките пак е различен, значи не е кога се градат процесите независно како стигат пораките. Независно како стигат пораките од различен ранг. Доколку сакаме да го пуштиме на повеќе машини, тука може да ги ставиме, тука може на секоја машина да кажеме колку слотови има резервиран, односно колку физички процесори. Тука може да ставиме 4, 4, 4 и тука да го пуштиме на 12. И како што може да се види, имаме 12 различни процеси на 3 различни машини, односно ќе имаме по 4 процеси на секоја машина, секоја физичка машина. Секако со различен ранг. Тука во првата ќе имаме 4, 5, 6, тука ќе имаме 0, 0, 1, 2, 3 и 9, 10, 11, 8, 9, 10 и 11. Понатаму вториот пример е така наречен пинг-понг. Тоа значи дека доколку имаме два процеси кои комуницираат меѓу себе, како истите ја препраќаат пораката во меѓусебната комуникација. Значи процесот 0 ќе препрати до процес 1, ќе стигне порака дека стигнал до процес 1, па процес 1 пак ќе врати до процес 0 и така во циклусот, тука мислам дека беше ставено од 10. За таа цел тука ќе ставиме двојка, бидејќи имаме два процеса. И тука е пример. Така, значи тука нула, ова ни е машината, значи од 0 препраќа на единица. И најпрве 0 го препраќа процесот на единица. Единица го препраќа пак назад и се зголемува каунтерот на двојка. Потоа пак го препраќа на единица, се зголемува до четврка, се до 10. Во вториот случај, првиот хост го препраќа кон
нултиот хост, односно кецот го препраќа на 0, исто така од 1 до 10. Понатаму, интересен пример е прстенот, односно препраќање на пораката како во круг. Тука може да ставиме повеќе процесори, 10 да кажеме. Така. Како што може да видиме, значи почнува од процес 0. Процес 0 го препраќа на процес 1. Процес 1 го препраќа на процес 2. Процес 2 на процес 3. 3 на 4. 4 на 5. И се додека стигне до 9. И понатаму процес 9 го препраќа назад пак кон процес 0. Друг пример кој што е исто е Анабентиос. Значи, како што го видовме примерот во слайдовите, доколку имаме процеси со одреден податок, reduce ќе ги може да направи или сума или да направи average, просек или да направи min-max, да одреди кој е минимален елемент или максимален елемент, со помош на паралелно програмирање. Тука имаме примерот. This example. 10. Значи, доколку имаме 10 процеси, во секој од тие процеси да кажеме дека имаме одреден тип на податок. Од сите овие процеси се прави сума, значи паралелно се сумираат сите податоци што се внатре и се доделуваат на мастер на тој MPE.com World што го видовме. Значи тука се прави сума, тука се прави пресек од сите заеднички вредности. И последен пример. Со секунда. Така, идејата на овие на Scatter и на Gatter е како што видовме тука ги сумира на MPE.com World, значи на тој главниот процес, а на Gatter и Scatter е таа вредност да се сподели назад кон сите процеси. Значи тука прави просек на сите елементи. Тука просекот е 0,51 и оваа вредност ќе се врати назад на сите воркери, односно сите воркери повторно ќе имаат таа вредност. Се види broadcast. Идејата на broadcast е определена вредност што имам MPE.com, главниот процес, е да се сподели низ сите процеси во кластерот. Значи, процес 0, главниот процес има вредноста 100, и таа вредност 100 се распределува на сите процеси, независно на која машина се наоѓаат.
од овој главен процес. Обратниот чекор на broadcast е GATR, односно да се земат сите вредности од процесите назад кон master node. Добро. Значи, како што спомнавме, овој пример беше разгледан со Docker Swarm, но освен Docker Swarm, NPA има поддршка и за Singularity контейнери. Со тоа што главната предност е Singularity има интегрирана поддршка за NPA во нивните контейнери. Значи, стандардниот начин е извршување на NPA апликациите со командата NPA exec, но не се извршува внатре, како што видовме во Docker контейнерите, туку самиот NPA генерира процеси кои што е независен Singularity контейнер. Значи, оваа команда ќе генерира 4 различни процеси, од кои секој процес е посебен Singularity.sieve контейнер и внатре командата што се изврши. И исто, значи, ова може да се направи интеграција со Slurm. Како што може да се види, може да се дефинираат бројот на нодови кај што ќе се извршува скриптата и со помош на NPA да се стартуваат на паралелен начин сите овие контейнери. Добро, мислам дека Купува ни е автоматизирано во нашиот капацитет. Дали можеме цело тоа да го речеме, за да можеме едноставно да ги Да, значи самиот Docker Swarm користи load balancing за оптимизација на кластерот. Сега во однос на автоматизација се мисли автоматски да се креираат овие сервиси? Да. Само да подигне контейнерите, да ги распореди на... Да, ама тоа мислам дека, значи, со Docker Compose ние може да му кажеме колку сервиси на кои машини ќе се деплојуваат и колку ќе има реплики на нив. Во зависност од потребата на корисник, колку сака да скалира. Мислам дека може во Docker да се ограничи, односно во Docker Compose файлот колку сервиси ќе се, колку јузерот, колку сервиси може да деплојува во рамките на стекот, на Docker стекот. Окей. Значи, еве, да. Веќе се дефинира број на nodes и број на принцип број на нодови во рамки на queue-то, тоа е дефинирано рамки на queue-то може да се дефинираат лимити, квоти, колку сме пак да изврши, колку не сме, колку рам сме, GPU, CPU и
годината на овој на некој начин сингуларите и автоматски има малку поширока слика со која што сингуларите MPA ќе се интегрира автоматски со скоро и скоро му сервираме јавно на API ранги со трети за времето да и како се така. Така што тоа што го правеше во скоро прачно да Тоа е се тоа автоматски кога се интегрира тие. Тоа е. Тоа е било тоа. Само може да надлежам, значи идејата со ова со Docker Soft како беше направен со NPM беше авто кластер како се направи. Значи нема кластер како идеме создани и како ние да направиме авто кластер на кој што нема, на кој што нема schedule и на тој авто кластер да може да има фактички целата таа функционалност, онако do it yourself DIY кластер како некој може да крене со 2-3 нода да ги оркестрира, значи контейнеризирана апликација при тоа да може да се оркестрира на Било тоа кластер да користиш MPA во рамките на тој кластер. Да. Го решат. Значи апликација која што е веќе направена и скомпилирана во MPI да може да се изврши на новиот кластер. Значи тоа беше идејата со Docker Soft, а ова може со Singularity веќе се користи. Друго прашање дали има? Зошто баш не јасно тука зошто баш сте искористиле Docker Soft? Што не дали нешто е поврзано со MPM, Па не, дека е многу не е поврзано, значи идејата беше да, значи таа апликацијата што кажа Ненат користи многу различни библиотеки. Идејата беше да за секој таа апликација да креираме имидж, односно контейнери. Ние го избравме Docker за да го избилдаме. онака не што не сте го Kubernetes ама даде Kubernetes има Kubernetes имаат пака поддршка за Docker Swarm или Ема, по-лесно е кога се пописи. факто стандард као мислам дека дури од Docker имаат признаено дека Kubernetes е факто стандард за оркестрација. Така да мислам добро да не. Пошто врке да беше поголем со Kubernetes кластер. Ако може уште едно прашање, Да. сме зборувале тоа за мултиинстанс GPU. Да. Тоа не е поврзано со Добре. NVIDIA, со GPUs. Ме интересира дали така ги исто со Docker Swarm ги оркестрирате и работи или тоа што е поставено сега на кластерот, Да. мислиш, не, таму ги користиме со сингуларите. Но таму сингуларите, тама проблемот е таму што го користиме сингуларите за една графичка. Значи не е паралелизирана, не може истиот контейнер да се извршува на повеќе графички. Корисникот кој ќе зададе командата, тој сингуларите контейнер ја гледа едната графичка, не ги гледа на пример 4. Истиот да го извршува на 4 различни графички. Да, и внатре има мултиинстанс. Значи внатре во различни на рамките на една графичка, таа е разделена на повеќе мигови, на профили на графичката и контейнерот може да ги гледа овие мигови или може да гледа цела графичка, зависи како е конфигурирана. Тоа веќе на Да, сега може, значи со MPRN тоа може да се проба со MPRN да се види дали сингуларите ќе ги гледа сите ресурси, сите тие 4 графички, ако извршиме паралелно. Тоа 4 графички на сите 4 графички мултиинстанс. да, или од различни сервери, значи два различни сервери да ги гледа со помош на MPRN. Добро. Ако нема други прашања, благодарам на